Поштовани гледачи, ова се вестите на ТВ каналот ВИС. Во наредниве минути разговараме или интервју со првиот човек на општина Струмица, Костадин Костадинов, со оглед на ефектите од енергетската криза кој што ја зафати Македонија, не само Македонија, туку и пошироко. Градоначалниче, добро вечер, добре дојдовте во вестите на канал ВИС. Во самата најава реков дека енергетската криза најверојатно ќе има свој одраз и врз работењето на општина Струмица. Веќе ги добивте ли новите сметки за електрична енергија со поскапена? Добро е, најпрвен добро вечер, благодарам на поканата. Секако дека предизвиците на новото време не ја одминуваат општина Струмица, секако дека тоа си има своји реперкусии и импакт врз нормалното функционирање на сите општини, но секако и на општина Струмица. Согласно набавката која што беше спроведена и добавувачот на електрична енергија кој што беше избран во општина Струмица, имаше обврска да до јуни месец 2022 година ни доставува електрична енергија на цена од 3,7 денари по киловат час. Енергетската криза, веројатно кај таа компанија, ја натера практично компанијата да ја донесе во невозможност да ја сервисира јавната набавка. Да испорачува ова електрична енергија по веќе договорената цена. Да, и еднострано беше раскинат договорот со време трајање до 1 декември 2021 година. Сметката за месец декември, која што ни стигна, беше 4 милиони и 800 илјади денари. Колку за споредба, ако споредиме со претходниот месец, цената за потрошена електрична енергија, која што ја плаќа општина Струмица, беше 830 илјади денари, за месец декември ни е 4 милиони и 800 илјади денари. Или да парафразирам, од некаде 11.000 евра на 75.000 евра. Така некако му доаѓа и секако дека тоа сериозно го вклучи алармот, иако во самото креирање на буџетот, веќе јас и тимот знаевме дека ќе дојде до зголемување на електричната енергија, но предпоставките не беа дека може да се крене цената од 3,7 на 22 денари, колку што е сега на универзален снабдувач. Предвидовме за 2022 некои 22 милиони денари, но ако не дај Боже го држи тој тренд на зголемување цената на електричната енергија, некаде 70 милиони денари би било потребната сума која што општината ќе треба да ја плати само по основ на фактури за електрична енергија за објектите со кои што располага нормално. Велите имате предвидено, го планиравте тоа однапред со оглед на движењата, светските движења околу енергетската криза. Се до тоа дали негативно ако продолжи на подолг рок, рековте обезбедивте 22 милиони денари за таа намера. Но ако продолжи тој тренд постојано и континуитет неколку месеци, нема ли негативно да се одрази врз работењето или капиталните? Јас сум имајќи го во предвид фактот дека веќе разговараме во рамки на управниот одбор на ЗЕЛС, во рамки на ЗЕЛС секако и заедно со владата на Република Северна Македонија, со премиерот Ковачевски, со вице-премиерот Битики, разговараме за можни решенија. Заклучокот на управниот одбор на ЗЕЛС е дека треба да бараме субвенционирање на разликата на цена за месеците во кои што има покачување, но не сметам дека тоа е решение од причина што претходно сме биле на слободен пазар, знаете. Некои општини може би добиле цена 4,5 денари по киловат час, некои општини добиле, како што е во случајот општина Струмица, 3,7 денари по киловат час. И сега таквото субвенционирање амбулантно го решава проблемот, но не го решава трајно. Мојот предлог кој што го споделувам пред управниот одбор на ЗЕЛС, пред моите колеги таму, секако и пред мојот тим, се дека треба да бараме, да бидеме конкретни. Кога бараме од средства од централниот буџет, мора да бидеме јасни, конкретни и концизни и да излеземе со нешто со кое што трајно би го решавале проблемот, макар и тоа да го почувствуваме како општина понатаму или во подолг временски период. Мојот предлог е да побараме капитални дотации, нормално општините да ги обезбедиме и да ги финансираме потребните проекти
дали за хидроцентрали на доводите кои што ги имаме, тие општини кои што имаме, нормално доводи со потребниот пат каде што може да произведуваме електрична енергија за потребите, не знам, на комуналните претпријатија, што се посебна тема и се посебно фактурирање за разлика од општината. Тие нормално си имаат своји добавувачи. Во конкретниот случај комуналец Струмица си има посебен добавувач. Или на парцелите кои што ги имаме предвидено со намена супраструктура Е1 намена, да предвидиме и да направиме проекти за фотоволтаични панели, со што мислам дека ќе обезбедиме енергетска независност на општина Струмица во однос на електричната енергија. По информациите, иако не сум експерт во областа на енергетиката, но по информациите кои што ги добивам од стручни лица, дека со еден таков зафат и со една реализација на еден таков сериозен капитален, би рекол, проект, ние можеме да ги решиме проблемите со електричната енергија конкретно на општина Струмица. Градоначалник, тоа е долгорочна стратегија по овај соларните. Долгорочно мислам на година и пол до две. Апсолутно. Но во дадена ситуација вие сте изложени на поголеми трошоци. Рековте од 1 декември сте на слободниот пазар. Дали досегашниот добавувач плати казнени пенали или беше предвидено се до тоа? Согласно закон, секако дека е предвидено казнените пенали. Согласно закон, ние можеме на универзалниот пазар да видиме, од универзален снабдувач да се снабдуваме 3 месеци, 90 дена. Во периодот тие 90 дена, општината има обврска да распише јавна набавка. Распишавте вие? Ние имаме распишано јавна набавка. Има интерес веќе се јавија? За жал е слаб интересот. Тоа што знам дека понеделник или вторник би се разгледували опциите за компаниите кои што се имаат пријавено на јавната набавка. Откако некоја друга компанија или истата компанија ја добие јавната набавка, ние ќе можеме да, правно зборам, ние ќе може да го оптужиме снабдувачот кој што еднострано, а не спогодбено, го има поништено договорот за снабдување на електрична енергија од периодот кога престанал да доставува електрична енергија до периодот да истекне договорот. Во нашиот случај со општина Струмица тоа е во месец јуни. Разликата на цена, значи од 3,7 до 22 денари и штетата која што ја има претрпена општина Струмица ќе може да за таа разлика ќе може да го оптужи досегашниот добавувач кој што сме го имали. Енергетската криза не е само со електричната енергија, се мисли и на зголемување на цената на гасот. Ние во Струмица имаме гасоводна мрежа, поголемиот дел од јавните институции се греат на гас, иако од јануари, кога се зголеми цената на гасот во општина Струмица, согласно регулаторната, не функционира основните и средните училишта, но сепак тука е детската градинка кој што исто така голем потрошувач, но еве веќе идната недела почнува со работа. Имате ли решение со оглед дека и тие ќе се соочат со зголемени сметки за загревање, за затоплување? Овде веќе директно е посочена владата или централниот буџет, би рекол, затоа што таквите трошоци се сервисираат преку блок дотациите кои што ги добиваат образовните институции, односно детските градинки, не само образовните институции, детските градинки, основните училишта, средните училишта и во конкретниот случај од крајот на 2021 година ја гасифициравме и болницата во Струмица, која што има сериозни потреби од природен газ. Јас верувам дека во разговори со владата првично нешто што треба да направиме е да не се демотивираат граѓаните да се исклучуваат од гасификацијата, иако е сосема нормална појава да пристапат кон такво нешто кога имаме 100% зголемување на цената заради текот на светските берзи. Тоа треба да го апсолвираме како момент. Навистина сметам дека на предизвикот треба да му погледнеме во очи. Цената од 41 денар се качи на 80 денари. За волја на вистината, знаете, не велат, може би ќе беше решение да колку имаше цевковод до Струмица. Еве во Куманово има цевковод. Цената е за половина денар поскапа од цената која што ја фактурира јавното предпријатие Струмица газ. Така да станува збор за европска енергетска криза со која што треба да се справиме. Сега ќе зборам во два сегменти. Прво во однос на домакинствата. Што е тоа што општината согласно нашите можности и надлежности го превземаме? Тоа е субвенционирање од 10 денари по метар кубен. Зборувам кон домакинствата. Методологијата ќе биде така што ние пуштаме трансфери до јавното предпријатие Струмица газ. Струмица газ директно после платените сметки ги трансферира кон физичките лица, односно кон домакинствата кои што се приклучени на гасификацијата. Навистина има еден момент кој што треба да го истакнеме и треба да го знаат граѓаните.
За речиси сите енергенси кои што се користат за грејење, данокот на додадена вредност е 5%. Во нашиот случај природниот газ се оданочува со 18% и во разговори со членови на владата беше начелно прифатено дека ќе се разгледува како опција. И овде е убав моментот да се апелира дека што побрзо треба да, не само да се разгледа, туку што побрзо треба да се интервенира и стапката на ДДВ да се намали од 18 на 5%. Зошто? Затоа што не представува обременување на централниот буџет. Кога би ја немало за месеците јануари, февруари и март, зборувам само за ставката по однос на ДДВ, е некои 2.143.635 денари, што државата сметам дека може да се откаже, а тоа би значило намалување на корисниците кои што се приклучени на гасификацијата од 8 денари со ДДВ-то. 8 денари кои што би ги намалиле, доколку би ја намалиле стапката од 18 на 5%, оти целосно не може државата да се откаже од данокот. Дополнително субвенцијата која што ќе ја земаат, односно домакинствата, тоа значи некои си 18 денари по ефтин газ. Тоа и како ќе ги мотивира граѓаните да останат на природниот газ. Зошто? Ако ги следиме тековите, ќе гледаме дека пред некој ден и цената на нафтата се качи 70 денари. Ние не знаеме во иднина како ќе биде движењето на берзите. Има експерти кои се занимаваат со тоа и секако дека ги консултираме постојано во Градоначалник, дали вие ова го канализиравте ова барање до владата да се намали данокот на додадена вредност, што значително би им се намалиле сметките на крајните корисници на газ? Секако, уште при првиот чекор, кога веќе позициониравме ставка во буџетот за субвенција преку општина Струмица, паралелно ги водам процесите во рамки на ЗЕЛС, каде што е влезено во рамки на управниот одбор на ЗЕЛС во заклучок и секако раководството на ЗЕЛС, овде мислам на претседателката, на подпредседателите, е веќе испорачено како барање од општина Струмица и општина Куманово и останатите општини каде што има гасификација, иако се малку, да се намали ставката односно процентот на ДДВ од 18 на 5%. Зошто е тоа многу издржано барање? Замислете сега за пелетите кои што се користат како енерген за затоплување, како производ за затоплување, стапката на ДДВ е 5%. А за природниот газ, кој што е далеку поеколошки, не велам дека пелетите не се еколошки, но природниот газ е дефинитивно најеколошкиот енерген за загревање, е 18%. И има и како силни аргументи да владата при одлучувањето, и јас сум непоправлив оптимист, имајќи ги разговорите лични кои што ги имам со премиерот Ковачевски, дека ќе се пристапи кон една таква мерка. Да се вратиме на она прашање со училиштата и парното грејење, односно затоплувањето на училиштата. Велите дека тоа е решено со централниот буџет. Така е, во форма на блок дотации. Но сепак знаеме дека блок дотациите веќе се однапред планирани, а кризата некако не фати декември, јануари и продолжува цената, не знаеме како ќе биде во иднина. Тоа дали овие блок дотации сигурно нема да ги покрија сите трошоци за затоплување на основните и средните училишта во Струмица. Ќе интервенирате, ќе барате ли што, бидејќи предпоставам дека блок дотациите се правени некаде ноември, а цената на газот се зголеми од 1 јануари. Да. Едно нешто треба да бидеме сите сигурни. И вие, особено граѓаните, дека со сигурност нема да ги оставиме незгреени. Учениците, децата во градинка, болницата, ќе правиме се што е во наша моќ. Нормално тоа да функционира и ќе функционира. Тука треба да бидеме сталожени. Доколку се мислите како тоа би се покривало од таквите блок дотации, блок дотациите се добиваат на годишно ниво. Тие нема да имаат проблем таквите резерви да ги користат. Пример. Вообичаено ребаланс на централниот буџет се прави некаде јуни. Вообичаено. Може да биде и порано, може да биде и подоцна, но вообичаено се прави во месец јуни. Таквите средства ќе го односно институциите ќе можат таквите средства да ги користат до јуни. Во јуни треба да се размислува за дополнително зголемување, кратење на, зборувам за централниот буџет. Така. Кратење од други ставки и пренасочување на потребите, односно на блок дотациите за образовните институции, за општините кои што користат блок дотации, пред се мислам на градинките на основните средните училишта и на болницата во конкретниот случај затоа што е гасифицирана, во месец јуни да имаат дополнителни блок дотации. Така да бидеме смирени дека
Ќе успее ли нешто општина може. Струмица да го амортизира тој удар на енергетската криза? Да, јас сум За да немате негативни репрекусии по оние сите проекти кои што ги најавивте пред граѓаните за ова 2022. Јас сум Бидејќи, нели, парите ќе се бараат, односно ќе мора да се плаќаат тие повисоки сметки и за грејење и за осветлување. Дали се до тоа ќе зачне негативно врз сите оние проекти кои што ги ветите на Струмичани? Јас сум човек економист, човек кој што е навистина посветен на својата работа, човек кој што во општината има многу сериозен тим кој што знае да се справи со сите предизвици. Секако дека ние ќе бараме поддршка од централната власт, од централниот буџет. Но тоа со ништо нема да не спречи да направиме сериозни вложувања во однос на капиталните инвестиции. Јас сум убеден дека во голема мера сето тоа што е планирано, приоритетите за 2022 година, ќе бидат реализирани во целост. За таа цел ние го почнуваме и ученичкиот дом во Димитар Влахов, кој што е предвиден и е ветен во изборната програма. За таа цел ние почнуваме и со реконструкција на спортската сала во Јане Сандански. За таа цел, некаде март или април, ќе почнеме нова спортска сала во Сандо Масев. Веќе се реализира повеќе наменското спортско игралиште кај домот на армијата, детското игралиште кај Шпики, дополнителни реконструкции, нови проекти за булевари, младинскиот центар кој што го ветуваме, така да сум сигурен дека дури во една таква криза во која што сме ние, не смееме да дозволиме да замре економијата. Како се движи локалната економија кога општината вбризгува и државата нормално вбризгуваат сериозни средства и на тој начин ќе ги раздвижиме и локалните компании, и малите, но и средните, а ги имаме многу во општина Струмица и со сигурност нема да дозволиме да се доведе во прашање дали нашите капитални инвестиции ќе ги реализираме или не. Ќе ги реализираме со сигурност. И само за крај, градоначалниче, рековте во текот на разговорот дека ќе се обидете преку овие индустријски зони, односно еден, ако не се лажам, така рековте, Како парцели за таа намена, да биде независна енергетски општината. На што алудирате? Да се градат некакви централи, фотоволтаици? Ако може само кусо, кои ви се проекциите или плановите, да разјасниме? Станува збор за размислување кое што сега го градиме, или идеја која што сега ја развиваме, но станува збор за фотоволтаични централи во однос на Е1 парцелите и дополнително, доколку може изградба, доколку условите, сега треба да ги провериме со стручните лица, доколку условите дозволуваат на доводот, каде што стигнува водата во општина Струмица, да поставиме турбини кои што ќе произведуваат електрична енергија. Практично да направиме хидроцентрала на доводот, не да искористуваме реки. На доводот да направиме хидроцентрала, за таквите капацитети размислуваме, со тоа со сигурност општина Струмица ќе стане енергетски независна во однос на електричната енергија. Костадинов, јас ви благодарам на ова кусо интервју, со оглед дека граѓаните и струмичани се заинтересирани колку ова енергетска криза ќе се рефлектира врз она се што беше најавено како проекти од ваша страна во, ајде да кажам, првата година целосна од вашиот мандат. Благодарам на поканата, Ване, најважно од се да бидеме смирени, да се соочиме со предизвиците така како што треба, да ја перцепираме реалноста таква каква што е и соодветно да реагираме. Знаеме да ја менаџираме кризата, се носиме со кризата, ние сме веќе во криза, веќе ни стигнуваат повисоки фактури за електрична енергија, имаме повисоки сметки за природниот газ, но тоа нема да ниту во еден момент да не стави во дилема што треба да правиме со општината. Општината е финансиски стабилна и спремна за реализација на нашите капитални проекти кои што се од витална важност за граѓаните. Благодарам, Костадинов. Почитувани гледачи, ова беше интервјуто со првиот човек на општина Струмица, Костадин Костадинов, кој што и покрај енергетската криза тврди дека ќе се реализираат сите оние најавени проекти кои што се планирани за ова 2022.